Фокусот на алијансата денес е успешно справување со состојбата во Авганистан, особено спроти одржувањето на вториот круг председателски избори по контроверзниот прв круг во август, кога се појавија бројни неправилности, оцени поранешната државна американска секретарка Медлин Олбрајт, која ја истакна улогата на НАТО во промовирање на безбедноста за локалното афганистанско население од нападите од Талебан. Напорите резултираа со обука на попрофесионална афганистанска војска, но мисијата има проблеми со поделеноста во самата алијанса и недостигот од поефикасна влада во Кабул. Најголема закана за НАТО во денешни услови е битката да се порази Ал-Каида, истакна Олбрајт. САД и НАТО се определени да ги обезбедат гласачките места на 7 ноември во Авганистан, најави таа. На распитот стана збор и за можноста за промена на начинот на донесување одлуки во самата алијанса, затоа што заканите во 21. век се од друг вид, вели Олбрајт. Одеднаш НАТО се најде во позиција да брани население не само територија, но тука е и заканата од кибернетски тероризам, а сенаторот Лугар ја истакна опасноста и од заканите по енергетскиот систем. Олбрајт смета дека во рамки на НАТО постои нерамнотежа меѓу членки кои даваат многу и оние кои даваат малку. Дали Америка може да издржи да биде локомотива на алијансата? На ова прашање се обиде одговор да даде Курт Вокер, поранешен амбасадор на САД во НАТО. НАТО е во неволја, се соочува со големи предизвици од внатре и од надвор. Сметам дека треба да се обнови политичкиот однос кон безбедноста меѓу Европа и Северна Америка. Цврстите врски од минатото бледнеат. На распитот во Сенатот за прашањето за проширувањето, демократскиот сенатор од Мерилен Бен Кардин истакна дека колку е тоа важно за НАТО, важно и за Соединетите Американски држави. Сепак членството во НАТО не е подарок, туку треба да се заслужи преку исполнување на неопходните критериуми, порача поранешната американска државна секретарка Медлин Олбрајт. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.